Во Прилеп се одржа првиот прилепски полумаратон долг 21 км, на кој што учествува над 200 надпреварувачи од Македонија и околните балкански држави. Организатор на полумаратонот е атлетско-рекреативниот клуб Лотус од Прилеп со поддршка на општина Прилеп. Како дел од овој настан се одржа и рекреативна трка на 5 км. Учесниците трчаа низ улиците во Прилеп. Победник на овој полумаратон е Игор Јакимовски од Скопје. И покрај малите пропусти, полумаратонот заврши во одлична атмосфера. Јакимовски ги повика сите учесници в година да ја поддржат организацијата на овој полумаратон. Треба сите да даеме допринос, да му помогнеме на организаторот, нели да ги констатираме тие грешки што се јавија денеска, кои што решливи се, не е значи нешто кој знае што страшно, меѓутоа за наредната година сите ние треба да допринесеме да овој настан биде на некој левел погоре и да направиме и ние подобри резултати што се го сакаме трчањето и што едноставно сакаме да ги подобруваме нашите најдобри постигнувања. Во секој случај одлична иницијатива, ја поддржувам и наредната година сигурно ќе дојдам. Организаторот на полумаратонот вети далеку подобра организација идната година и исправање на малите пропусти кои се појавија околу сообраќајот. Повеќе од 200 финишери имавме на 21 км и 5 км, што и таа бројка и очекувавме и ја најавувавме. Глобална оценка на ивентот 5-, заради што имавме некои пропусти, времето не ни одеше во прилог и така натаму, но ете и со поддршка на сообраќајната единица при Средното општинско училиште Ристе Ричко со преку 50 волонтери успеавме да колку толку ги регулираме сообраќајниците, оние главните каде што се одвиваше полумаратонот. Најстариот учесник на оваа манифестација кој се надпреваруваше на трката на 5 км имаше 80 години. Со атлетика се занимавам со сите спортови, почувајќи од параглајдерство, планинарство, спелеологија, па еве сега и со трчање. Во знак на поддршка на лицата со хендикеп, полумаратонот го извози со велосипед Васил Јанкула. Истакна дека за жал немаат никаква помош ниту од еден спонзор, иако учествуваат на сите полумаратони и маратони и ја промовираат еднаквоста помеѓу сите граѓани. Благодарност многу му посакувам на мојот тренер, кој ме поддржува многу, исто така на моите екипи сите. За жал немаме никакви спонзори, сами од джеб си донираме се и имаме голем организатор. Планираме за година за да ја вртам цела Македонија. Полумаратоните и маратоните добиваат на се поголема популарност во Македонија. За жал Прилеп како голем спортски град и спортска младина која што живее во овој град, беше жално што досега не постоеше овој прилепски маратон. Ја поздравуваме иницијативата на атлетскиот клуб Лотус што реши да го организира овој настан и се надеваме дека ќе прерасне во традиција долги години. Јас трчам повеќе од 5 години и трчам на првиот прилепски маратон на 5 км. И очекувам 30 минути или помалку. Прв пат на македонски маратон Скопски го истрчав и сега овај ми е прв овде, Прилеп. 5 километри. Очекувам да истрчам за 30 минути. Доаѓаме од Кавадарци, од група имаме невладено друштво, организирано Атлетик Медитеран Еко и учествуваме скоро на сите збиднувања што се во Македонија. На наше задоволство се одржува сега прв пат Прилепскиот полумаратон и се надеваме на добра дружба и добра трка. Колку полумаратони има на ниво на држава, колку се атрактивни овие трки? Овие трки од година на година стануваат се помасовни, излегуваат се нови тркачи и се надеваме дека и другите градови ќе продолжат со оваа традиција како што почнаа некои други градови. Полека но сигурно, трчањето станува составен дел од здравиот начин на живот на многу наши граѓани.